Најавите за рудник за јаглен во Делчевско-Пехчевскиот регион им ја вратија надежта на жителите од Пехчевско-Панчарево. Тие во можноста овде да се отвори рудник, гледаат шанса младите да останат во родното место. Очекуваме да барем младите да се прима. Да може да почне и децата да се запослат и тие што не се запослени. Па нашите луѓе овде што се во селото очекуваат овој крај да добијат вработување и да земат некои пари од земјата што ќе одзема за експлоатација. Мислиме дека ќе се подобри животот нешто, подобрен живот. И од општина Пехчево, која во јаглените од овој регион гледа можност за економски просперитет, велат дека панчаревци се согласни на нивната земја да се вршат геолошки истражувања. Позитивно се насочени, позитивно се расположени, барем во досегашните средби, очекуваме да биде и понатаму така. Денеска представници на ЕЛЕМ одржа информативен состанок и со жителите на Панчарево, запознавајќи ги со стратешкиот проект на државата за детални геолошки истражувања. Ангажира и проценителска фирма која што ќе изврши процена на вашиот имот. Значи, процена и на земјиштето, процена и доколку имате некој насад таму. Она што ќе биде оштетено при изведување на овие геолошки истраги ќе биде надокнадено. Само во Пехчевскиот дел каде што лежат јаглените има 500 приватни парцели, а за деталните геолошки истражувања ќе се работи на 120. Јаглените во Пијанец долго време лежат неискористени во земјата, доколку деталните геолошки истражувања на теренот кои треба да започнат од март оваа година потврдат солидни количини и квалитет на минералните суровини. Државата планира да го реализира проектот со отварање рудник и термоцентрала, проект кој се работи повеќе години во надлежните министерства.